едно прашање, а тоа беше поврзано со тоа зошто сум одбрала да пишувам за германски лик кој што ќе се наоѓа во Истанбул. Кати Хиршел, според мене како странец во Истанбул би можела да биде послободна и тоа барем го одговорив. Но може би тогаш и тоа не беше толку вистина во 2001 година кога излезе мојата прва книга. Турското општество не беше до толку затворено колку може би што е сега. Така што четвртата книга која што излезе од серијата може би се наоѓа во така едно позатворено општество доколку ги земеме предвид последните случувања. И ако ја пишував книгата во 2016 година, тоа и тоа како ќе беше голема вистина. Јас како жена сега моментално се чувствувам поинаку во рамките на Истанбул. So the reception of the Muslim Turkish society became 15 years after the reality. Така што вистината, односно реалната слика за муслиманското општество во Турција стана реалност дури по многу години. Али евентуално има прашање од публиката сега? Особено од оние кои го читале романот, а може би оние кои се љубопитни нешто да дознаат. Да. Нажалост, ја овој роман не го прочитав. Не читав. Намерно не читам романи пред промоција. Најдобро е да е прва промоција, па после се прочита роман. Пред себе сакал да упатам едни честитки до издавачката куќа Антолог, што промовира еден детективски роман. Ја колку се знам многу ретко, нека издавачка куќа промовира детективски роман. Тоа ми е пред се голема честитка до издавачката куќа Антолог. Сега второто директно прашање за писателката ме занима дали пишувајќи овој роман, што е све потребно да се напише еден детективски роман? Дали е потребна една богата фикција, или е плод на прочитани многу детективски романи, или е плод на едно новинарско истражување и после една надградба на оно што се случило во реалноста? It is all three actually. I think a writer has to read a lot of novels, a lot of literature. There's no other way to that. And I myself, maybe because I come from a journalistic background, I have been a journalist for about 10 years. I do a lot of research. I want to capture the theme I'm writing on as good as I can. I try to read books, for example, in the second book, in the book which published after that, it was about corruption in the city municipality. So I do a lot of research when I start writing about a theme. And about fiction, it's your fiction. Oh yeah, you need a fantasy, definitely. You have to make up events. Even if based on real events, you have to make up something natural, of course. So you need a lot of fantasy. All three. Because all the roman, the Agatha Christie are the fiction. Значи, според мене е потребно за да се напише детективски роман е буквално се од тоа. Мора да се чита, мора многу да се чита. Секој писател треба да чита многу, нема поинаков начин за добро да се пишува. Може би има некаква поврзаност со фактот што јас имам заднина веќе во минатото исто како новинар, работам како новинар 10 години и имам навика да истражувам многу и сакам да ги опфатам сите значајни моменти, например во втората книга, каде што се зборува за корупција во рамките на една општина, направив многу истражував и секако дека да потребна и фантазија, мора нешто да се измисли без разлика на тоа колку вистините приказна ви се заснова на книгата. Може уште едно прашање, но ќе бидат две различни. Значи, првото се внесува на претходно поставеното прашање врска со идентитетот на Кати Хиршел.
Дали тоа е интрига што уште има и еден јудејски елемент, значи во идентитетот на Кети Хиршел, дали тоа е интрига да се смести во еден Истанбул, кој што е, добро да кажеме, муслимански град и кој што исто така мултинационален, мултивероисповеден и така натака. Значи, дали е интрига тоа да биде во идентитетот на Кети Хиршел или има некаква друга позадина? Тоа е првото прашање. И второто прашање го поставам како голем фан на турските серии, што не е срам да го призна. Дали авторката, значи дали Есмахан, работи такви некои, дали има активности од такви извън сценарија за одредени турски серии, дали се опробава во тој жанр? Right after the first book came out in Turkey, the television series started to get popular, and there is still this ATV, there was a television channel, and they asked me to make a television series out of Katja Hirschel. But out of one book you can make only one series, so it's impossible. You need a team to do that. And for Turkish television series, they don't have that much a budget like the American ones, so you don't have a team, you have to write everything by yourself or 2 or 3 people. It's impossible by crime fiction because you have to have a stable plot, and for a good plot you need time to develop it. Веднаш откако излезе првата книга, тогаш започнаа да стануваат доста популарни турските серии, нели? И тогаш мене ми има понудено да се нападам да пишувам сценарио за некоја, односно да има серија поврзана со Кети Хиршел, но една книга би требало да биде една серија, јас мислам дека не беше изводлив таков проект, бидејќи немаше доволно средства, немавме доволно голем буџет, не се инвестира толку во турските серии како што би било случајот, например, во САД. Немаше доволно голем тим, се требаше да го направат 2 или 3 лица и скоро се чинеше невозможно. За да имате таква серија криминалистичка, ви треба стабилен заплет и ви треба многу време за да го постигнете пишувањето на тој заплет. Because of the small budgets, there are not so many quality crime series in Turkish television. It's mostly love stories. Поради овој факт дека нема доволно буџет за правење на криминалистички серии, такви нема многу во Турција, најмногу од нив се љубовни серии. To the first question, Jewish background. That's also, I put this, while creating Katja Hirschel, I took some friends of mine. I had a German friend who was living in Istanbul then, and my best friend owns a bookshop, so I mixed them. And some part of Katja Hirschel is also coming from me. My paternal grandparents are from Macedonia, and my maternal grandparents are from Bulgaria. And my maternal grandfather is Jewish. So I mixed everything in Katja Hirschel and made a character out of her. And I thought that's a good story because her father is a German professor, law professor, who escapes to Turkey during the German fascism. There are such kind of professors who founded the Istanbul University, and I thought that the story fits in her biography, so that's why I decided to do it.
Во Кати Хиршел се испреплетени одликите од неколку мои другарки. Имам другарка која што живее во Истанбул, имам другарка која што поседува книжарница и еден дел од Кати Хиршел е дел од мене. И јас имам од едната страна моите баба и дедо се поводат од Македонија, од другата страна од Бугарија. Мојот дедо од страната на мајка ми беше еврин, така што би требало Кати Хиршел да представува еден спој од сето тоа заедно. Незиниот татко е професор кој што од Германија пребегнал во Истанбул и навистина постои таква лица и сметав дека едноставно таквата приказна и таквата позадина на Кети би одговарала на незиниот. Вака јас се на прашање околу преводите, pretpostavljam. Велат дека кога ќе бидеш преведен на англиски, нека цел свет како писател е твој. Колку што знам, 3 од романите на Есмахан се преведени на англиски во една респектабилна издавачка кутија Лемон Прес. Но ме интересира како беше незиниот случај, бидејќи има уште 7-8 преводи на 7-8 други јазици. Како гледа таа на тоа? Дали Иска беше навистина најважен во незината кариера или некој од другите преводи? Бидејќи спомена можеби германскиот, бидејќи спомена дека има во Германија многу често читање. Или македонски? In Italy, the books are on bestseller lists, each book. So I think it's the country the books are sold at most, is Italy. But also in the German-speaking countries, my publisher is Swiss, but the books are published in all German-speaking countries. Also, the German sales are not bad. I can live on writing. That's a great thing for a writer, for a Turkish writer. I can live on that. I pray for that. Мислам дека книгата е најпродавана во Италија, таму беше најголем бестселер, но исто така многу е читана и продавана во земјите со германско говорно подрачје. Мојот издавач е од Швајцарија, но се чита насекаде и мислам дека тоа ми е мене доволно и секој ден се молам, секој писател се моли за такви продажби, за такви преводи. Јас би прашала, дали сакате да споделите со публиката било какво искуство врска со создавачкиот чин, додека создавате оваа книга? I can tell you how I write. For example, it changes with each book, so I think it might be interesting. In the first 3 books, I was working at night till the morning, and now my lifestyle has changed completely. I wake up quite early, 5 o'clock in the morning, and I work till 2 o'clock in the afternoon. Then I go swimming. Because my back pain, I sit like 10 hours a day on writing, and I need to do sport a little bit. Што би раскажала за мојот процес на пишување? Не можам да ви раскажам како пишувам. За првите 3 книги пишував денонокно, но сега тој мој стил на живење и пишување се има променето. Сега се будам околу 5 часот изутрина, пишувам до 2 попладне. Кога одам на пливање, бидејќи од толку седење и пишување во текот на денот, имам болки во грбот и секако добро е малку да се спортува. Благодарам. Сега, доколку нема повеќе прашања од публиката, има? Извинете. Преди се честитки за снелката, за издавача, сакам многу успех. Очевидно, кратка не е ваше прашање, ама пак ми интересира многу писатели различно пишуваат, некои на рака, некои на машина за пишување, некои на таблет, не знам, на компјутер, па баш ми интересира како она ги пишува, да речеме, своите романи. И би сакала и би било интересно нешто, например, да се случува во Македонија во некои следен роман. Барем на еден
I had the idea in my mind while coming here. Maybe I haven't seen the city yet, but maybe I thought maybe I can stay here for a year or two, maybe. Maybe I'll see you tomorrow. На пат кон овде добив една идеја, јас добро се уште го немам видено вашиот град, но така ми текна дека може би останала тука до една година до две, ќе видиме за тоа утре. За нека оди го исто, така не? Али некој пак детективски роман. And to writing, I first write by hand, and then I type it on the computer. The same day, I first write by hand, like 2 or 3 pages, and then I type it and change something and correct some mistakes, correct some sentences. I write twice each passage, I write twice. Најпрвен пишувам на рака, а потоа тоа истото го внесувам во компјутер во истиот ден, така што 2 пати го пишувам секој пасус и при тоа исправам некои грешки, поправам речењето и така натаму. Дали има уште прашања? Нема. Добро. Би сакала да ве замолам, доколку не ви е тешко да се разбира, да прочитате неколку страници на турски јазик и исто така би го повикала актерот од ФДУ да ни прочита искрено тие страници на македонски јазик. Да студент да се уште. I start from the beginning. Dükkanın çevresinde deli gibi dönüyorum. Park yeri yok. Sabah sabah bu yarım saatlik park yeri arama turu iyice sinirimi bozuyor. Tüy diker gibi. Şurada cinnet geçirsem ne olacak? Bakkal çaycı yardıma mı koşacak? Ayrıca koşsalar ne olacak? Cinnet minnet geçirmemeye çalışıyorum o yüzden. Tam bu sırada ben cinnet hususunda kendimi ikna etmeye çalışırken adamın biri de arabasının kapısını açıyor. Hey güzel Allah'ım. Ne diyorlar? Kol sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş. Juan Antonio yani Fofocuğum 2 haftadır deliler gibi aşık. Tam anlamıyla deliler gibi. Fofo'nun Şile'ye gittiği hafta sonu tanışmışlar. Aslında daha önce tanışmamaları da İstanbul'da değil de Şile'de tanışmaları da inanılmaz. Neyse işte, tanışıp aşık oldular. Alfonso İspanyol Kültür Merkezi'nde ders veriyor. Fofo mu? Fofo güya bana dükkandaki işlerde yardım ediyor. Aslında 2 hafta öncesine kadar gerçekten de yardım ediyordu. Haksızlık etmeyeyim. Şimdi ise yüzünü gören cennetlik. Evde karşılaşıyoruz tabii üstünü değiştirmeye geldiğinde ama işte o kadar. 2 haftadır aramızda toplam 20 dakikalık bir diyalog geçmedi desem yeridir. Fofo aşık bir kelebek olduğundan beri dükkanı her gün ben açıyorum. Bu her sabah erken kalkıyorum, dolayısıyla her gece kendimi pestil gibi yatağa atıyorum demek. Kısacası gece hayatı, arkadaşlarla buluşmalar falan kalmadı. Bu aralar Lale ile bile doğru düzgün görüşemedim. Neyse ki işimi seviyorum. Aslında 10 saat dükkana çakılıp kalmam gerekmediğinde daha çok seviyordum. Polisiye roman okumayı seven birinin polisiye roman satmayı da sevmesinden daha doğal ne olabilir, diyordu Fofo. Doğrusu ben de aynen böyle düşünmüştüm. Dükkanı açarken, aklın yolu birdir. Sevgili dükkanım sayesinde İstanbul'da yaşayan veya yolu İstanbul'dan ve Kuledibi'den geçen her polisiye okulunu tanıyorum. 3 sene önce dükkanı yeni açtığım günlerde ilk müşterilerimden biri Mick Jagger olmuştu. Gözlerime inanamadım önce. Çok heyecanlandım. Gerçi imza falan istemedim. Kendimi zor tuttum ama birlikte fotoğraf çektirmeyi de önermedim. Hatta tanıdığımı bile belli etmedim. Lale benimle çok dalga geçmişti. Alman kavurduğum tutuyor bazen diye. Almanlığım değil de saçmalığım tutuyor bence. Sıkı durun. Mick Jagger'ı tanıdığımı belli etmeme nedenimi söyleyeceğim. İş kadını ciddiyetiyle bağdaşmaz diye. Dükkanı yeni açtığımda kendimi Güler Sabancı sanıyordum. Neyse ki bu ruh halim fazla uzun sürmedi.
Zaten günde 10 saat ağır işçi olarak çalışınca insan kendini olsa gündelikçi hava alır gibi hissedebiliyor. Gene de eskisine göre çok rahatım. Hem işi bayağı